Како и да е, драги мои, уште еден аплауз. 4ти пат, златни денови на Кратово. Од 2014 година градот на кулите и мостовите е домаќин и организатор на еден од најзабавните фестивали Златни денови Кратово. Веќе 4та година поред Кратово успева да се воспостави како еден од најпознатите градови каде што постои совршена синергија на забава, култура и историја. Како и претходните години, така и ова градот овозможува содржини за сите генерации и вкусови. Поради природата на овогодинешната програма се очекува Кратово да е исполнет со еуфорија и среќа која никој нема да ја заборави. Денеска звуците на кулите и мостовите ќе ги красат етно составот Весот Штип, Пеперминт, а звезда на вечерта и на фестивалот ќе биде нашата најголема музичка балканска звезда Калиопи. За вистинска саботна треска ќе се погрижат Бело дугме кои заедно со Кратово ќе ги пеат најголемите хитови. После настаните на главната сцена забавата ќе продолжи во базен дискотеката во Кратово каде познати диџеи ќе се погрижат за еуфорично продолжување на фестивалските ноќи. Во недела традиционално на платото пред музеот во Кратово предвидена е 3 дежурка, односно дневна детска дискотека во која најмалите ќе уживаат и ќе се забавуваат со добра музика, многу игри, награди и многу маскирани гости. Како и претходно, Златни денови Кратово го задржува концептот на една балканска звезда за секоја година, а овој пат организаторот е горд дека оваа година ќе имаме музичари кои имаат значително место на балканската музичка карта, а со посебно задоволство сме горди на концертниот настап кој оваа година ќе го има нашата и балканска музичка звезда Калиопи, која ќе настапи со својот бенд. Се очекуваат посетители од цела Македонија да ги исполнат улиците на градот уживајќи во одличната музика. Овој фестивал е одлична можност за секој да се запознае со историјата на прекрасното Кратово и да си ја исполни душата со прекрасна музика, кратовски гурмански специјалитети и одлична забава. Пред посетата на Кратово се препорачува посетителите навреме да обезбедат сместување бидејќи сместувачките капацитети се ограничени, а се очекува интересот да е значително поголем од минатата година.